Авраме, погледни на небото и изброи ги звездите ако можеш да ги изброиш. Ете толкаво ќе биде твоето потомство. Јас сум скоро 100 години стар. Може ли јас да станам татко? Сара, жената твоја ќе ти роди син. Ти ќе го наречеш со името Исак и ќе направам завет мој со него. Заветот да биде вечен и на потомството негово и по него. Ноќва, оваа жртва ти ја принесувам, мој Господе, Богу мој. Само така, Исак, чекор по чекор. Варли го со сета сила, синко. Колку силен млад човек, ти благодарам, синко. Авраме, земи го синот свој единец Исак, кого што ти многу го сакаш, и оди во земјата Морија и на една планина што јас ќе ти ја покажам. Принеси го таму како жртва. Ти сакаш да го жртвувам мојот син Исак? Јас сум најбестрашниот воин во галаксијата. Ги натера во бегство, ела. Јас сум Кразно, заповедник на воините на мрачните сенки. Да? А што земаш за тоа меѓу другото? Што не пробаш неколку од овие? Јави ми се утре, Савајле. Вау, виртуелниот Холо 9 е неверојатен. Да, и на секаде е распродаден. Можете да се обложите дека овде во маркетов ја имаме најниската цена во градот. И се надевам ќе го добиеме некогаш повторно. Ги молев татко ми и мајка ми да ми купат еден ваков. Лука, дали сваќаш дека од сите работи на светот што може да ги сакаш нешто што не е дури ни реално? Ова е шуплив шлем. Што е тоа? Мислиш на ова што звучи како голема машина пред да експлодира? Секако. Да провериме. Изненадување! Оу, како го најде? Побарав услуга од еден колега од Virtual Ventor кого го познавам. О, фала ти, о, не знам како да ти се заблагодарам. Јас би рекла дека добро ти оди. Здраво, Лука, кога сме веќе кај игрите и јас симнав неколку нови кули игри. Што има тоа чудо што немам јас, Лука? Па само Мега Ултра Борба 9, потрага по зомби, борба со нинџи, бионички рок-бенд. А, тие. Здраво, Даница. Здраво, Мила. Слушај, имам едно навистина многу болно момче тука на оделението и најмногу од се на светот би сакал едно од оние новине Холо 9. Болницата направи се што можеше за да му ја исполни желбата, ама невозможно е да се најде. Дали Коста познава некој од виртуелната кривина? Многу ми е жал, Даница. Сопругот веќе побара услуга од пријател за Холо 9 на Лука. Па, вредеше да пробам. Фала ти, Мила. Сигурна сум дека ќе смислам нешто друго за да го расположам. Уживај во играта, сине. Што е проблемот, Лука? Не знам,
Со оваа игра ми се оствари сонот, ама некако не се чувствувам така како што мислев. Супер книгата! Лука, знам колку многу ти значи че твојот холо 9 и затоа ќе останам тука и ќе го чувам затоа што не сум сигурен дека би сакал нешто да... Кога сме ставени на проба, тогаш учиме најмногу за нашиот однос со Господ Бог. Гис, каде сме? Според моите геосензори се наоѓаме некаде во ридовите надвор од древниот Хеброн. Ха, и илјадници години далеко од мојот холо 9. Баш сега најде да патуваме. Дечки, го слушате тоа? О, мојот син, мојот син. Се прашувам што се случува со тој човек. Изгледа е многу тажен поради нешто. Би сакала да можевме да направиме нешто. Може би син му е болен. Има ли доктор тука во близина? Супер книгата! Зошто толку брзо? Ела, Гис, мора да ги вратиме овие животни. Ерве веднаш, Лука. Ајде! Мрдајте, нема ништо тука да се види. Вратете се. Гиз, каде сме сега? Колку чудно. Според мојот хронометар, супер книгата не врати назад во времето за само малку повеќе од еден ден. Мислиш дека сме само еден ден пред да го видиме оној човек што плачеше? Точно така. И според моите пресметки... Немој да правиш никакви нагли движења. Ова магаре удира како молња. Ама пак јас имам сила на небески воин. Може би сега е подобро да бегате. Тоа беше побрзо од што очекував. Не можеш да ме фатиш. Ке мора да трчаш побрзо. Јас кидам нагоре, а вие надолу. Функционира секој пат. И така, бестрашниот воин фаќа уште еден заробеник во походот кон својата победа. Дефинитивно има нешто кај овој тип што ми се допаѓа. Уоу, добро направено. Ви благодарам, мои пријатели. Јас сум Исак. А вие личите како да сте професионални овчари. Ние... Исак, Татко! мојот сакан син. Еј, ова е човекот што го видовме кој плачеше кај шаторот. Мислиш Исак е синот за кој беше толку загрижен? Сети се, супер книгата не врати назад во времето, така да што и да е тоа што го растажило, најверојатно се уште не се случило. Исак, што е тоа? Тоа се вика Абак. Татко ми го даде на подарок. И ми рече да се обидам да ги избрам сите звезди на небото. Кул. Компјутер пред да биде измислен компјутерот. Компјутер? Не е важно. Исак,
Зошто татко ти сака да знаеш колку звезди има на небото? Затоа што пред да се родам, Господ му рекол дека неговите деца и децата на неговите деца во следните генерации ќе се намножат многу повеќе од сите звезди на небото кои што постојат. И тоа не беше единствениот пат Бог да ми зборува за тебе, синко. Со години Сара и јас чекавме. Ама ветувањето на Господ дека ќе добиеме син траеше многу подолго од очекувањето. Тогаш еден ден. Мој Господе, Догодина во ова време, јас пак ќе дојдам кај тебе. И Сара, жената твоја, ќе има син. Зошто се насмеа Сара? Дали се сомнева дека може да добие дете на старост? Јас сум Господ. Има ли нешто невозможно за Господа? Во определеното време, јас пак ќе дојдам кај тебе и Сара ќе има син. Јас не се смеев. Да, ти се смееше. И затоа Господ ми го даде името Исак. затоа што Исак значи смеење. Дојдете, време е за јадење. Повели Ела, зошто не го земеш мојот абак за да ги изброиш овците утре? Супер. Тешко е да се поверува. Што е тешко да се поверува, Лука? Дека ќе се случи нешто што ќе го растажи Аврам. Да. А ние не можеме ништо да сториме зашто не знаеме што е тоа. О, да! Видете докаде ми одскокна каменот. Мислам дека ќе излезам малку на сонце. Ајде помага. Знам каде да ги најдам најдобрите камчиња за одскокнување. Тука се, ама мораме да ги ископаме. Песок! Не! Овие се совршени. Ајде. Ова не звучи добро. Може би ќе биде добро да направам интерна диагностика. Авраме, земи го синот твој единец Исак, кого што ти многу го сакаш, и однеси го во земјата Морија и принеси го таму како жртва на една горичка што јас ќе ти ја покажам. Исак. Треба да дојдеш со мене. Каде? Може да дојдат со нас моите нови пријатели? Ке ги разбудам. Пријателите не може да ни се придружат. Ова е специјално барање од Господ. Само јас и ти ќе одиме. Добро утро, Лука. Исак, каде одиш толку рано? Одам со татко ми. Одиме на планината да принесеме жртва сепаленица за Господа. Мислам дека тоа ќе биде едно од нашите најдобри јагниња. Ова е навистина многу забавно. Дечки, каде е Исак? О, рече дека ќе оди со татко му да принесе жртва за Господ, едно од јагнињата. Ама, сите јагниња се овде. Тоа е чудно. Не треба да има едно помалку? Гизмо, што се случува со тебе? Се однесува чудно од како вчера се сончаше. Што е тоа? Вау! Ова е една од автоматските слики од неговата архива. Гизмо бележи се што се случува во радиус од 50 метри, 24/7. Авраме, земи го синот твој единец Исак, кого што ти многу го сакаш, и однеси го во земјата Морија
и принеси го таму како жртва на една горичка што јас ќе ти ја покажам. Зошто ли Бог го бара тоа? Одиме да му помогнеме на Исак. Океј, каде сега? Натаму? Може би наваму? Татко, еве ги огнот и дрвата. Но каде е јагнето за жртвата сепаленица? Мој синко, Бог ќе си прибави јагне за жртва сепаленица. Господе, дај ми сила додека го правам она што го бараш од мене денес. Добро, може би не. Океј, еве што ќе направиме. На која страна треба да одиме, Гизмо? Натаму? И затоа ќе одиме наваму. Тоа е добар план. Татко, Синко мој, Бог ќе си прибави јагне за жртвата сепаленица. Требаше да одиме на другата страна. Да се вратиме. Нема време. Аврам, стој! Еј! Не може да не слушне од толку далеку. Ако тие не можат да не чујат, ние барем можеме да ги видиме. Авраме, не креваја раката своја на детето и не прави му ништо. Еве сега знам дека се плашиш од Бога, штом не го пожали ни синот свој единец заради мене. Дали е тоа Господ што му зборува на Аврам? О, син
Исак, оди земи го, и овно ќе биде жртвата сепаленица. Господ прибави. Ќе бидат благословени преку потомството Твое сите народи на земјата, затоа што го послуша мојот глас. Господ немаше да дозволи нешто да му се случи? Што? Од секогаш требаше да биде жртва овнот. Зарем не сваќаш, Ела? Сакаш да кажеш дека сето ова беше само тест? Господ сакаше да знае дали Аврам поради него би се откажал од највредното нешто за него. Ама, син му? Вау! Не можам ни да си замислам да треба да донесам толку тешка одлука во мојот живот. Да. Никогаш не сум бил на таква проба. Ама знаеш, може би во овој момент јас сум ставен на проба на еден помал начин. Ало? Добар ден, господјо. Овде е Лука Квантум. Лука, не можам да ти се заблагодарам доволно за ова. Направи нешто прекрасно. Па, благодарам. Се чувствувам добро. О, за малку ќе заборавав. Сега знаеш дека најновиот Holo 9 систем треба да го добијат во трговскиот центар некаде околу полноќ и цело утро чекав ред за да добијам бројче за извлекување на награди. Ова е твое сега. Во игра сум за новиот Holo 9, просто не ми се верува. Ох, ќе биде толку забавно цела ноќ да кампувам пред трговскиот и плюс тоа чув дека новиот Holo 9 има дупло повеќе игри. Дупло? Повеќе игри? Кажи, дали ти спомнав дека инсталирав најновата верзија на Супер Гитарист?